Добар ден, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новото издание на Доктор Митов советува. Емисија посветена на здравствената едукација и на промоцијата на јавното здравје. Денеска се навраќаме на темата дијабетес. Пред неколку недели зборувавме за една од последиците на дијабетесот. Зборувавме за тоа како дијабетесот влијае на очите. Денеска ќе зборуваме за влијанието на дијабетесот на бубрезите. Бубрезите, како што знаеме, се витални органи и тие се извонредно важни во целокупноста на нашиот систем. Ќе започнеме од еден здрав бубрек и како патогенезата, медицински кажано, или како влијае дијабетесот и неговите негативни последици врз бубрезите. Ќе преминеме низ сите фази на хроничната бубрежна болест, за да стасаме до точката кога за жал бубрезите откажуваат, или за да стасаме до точката на хемодиализа. И конечно, тоа што би требало да биде последната фаза од лекувањето, ќе зборуваме накратко и за трансплантацијата. За сите овие теми денеска разговараме со мојот драг гостин, доцент доктор Игор Николов, специјалист нефролог. Со кој друг на оваа тема, за да ги опфатиме од бубрезите, од почетокот, нели, од физиолошката состојба, преку сите фази и до трансплантацијата. Ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам на поканата, се чувствувам многу пријатно. Благодарам. Да почнеме, гледаме нам медицински ни е јасно, но да го објасниме почетокот на денешниот разговор. Гледаме еден здрав гломерул. Но што е тоа гломерул? Па вака сега, практично основна функционална единица на бубрегот е нефронот. Да. И ова на екранот што во моментов го гледаме практично е еден дел од нефронот кој што се вика, како што рековте, гломерул. Гломерулот представува практично едно достигнување на природата, заради тоа што тука на единствено место од човековиот организам гледаме артериска капиларна мрежа, односно ја гледаме вас аференс до водната артериола. Артериола за гледачите да биде појасно е многу мала артерија, артериичка крвен сад. И ја гледаме вас еференс, односно од водната артериола, а тие двете заедно прават една мрежа, еден сплет, кој што практично се нарекува гломерул. Да. Тука во гломерулот, во сплет на тие мали крвни садови, практично се јавува еден гломеруларен притисок. Да. Врз основа на кој што гломеруларен притисок се врши елиминирање на штетните материи од организмот преку понатамошниот дел на нефронот, а задржување на оние материи кои што се потребни да останат во организмот. И многу е важно да се потенцира за гледачите дека практично тука низ овој гломерул не треба да поминува крв, односно крвни зрнца, еритроцити, и не треба да поминуваат протеини. Така да гломерулот представува еден природен феномен на природата кој што се наоѓа токму тука во бубрегот, и во бубрегот има огромна бројка на вакви функционалниот бубрег, има огромна бројка на вакви нефрони, околу 2 до 3 милиони, кои што секако имаат ваков гломерул, низ кој што се врши практично гломеруларната филтрација. Гломеруларната филтрација настанува како резултат на тој, реков веќе наш притисок, излегуваат штетните материи и подоцна низ изводните канали на нефронот, еден дел од тие материи, електролити, вода и се штото, врз основа се што е друго, врз основа на потребите од организмот, се враќаат назад во телото, еден дел продолжуваат и се елиминираат на крај како мокрача. Така. Толку сосема кратко и јасно ги објаснивме основната функција на бубрезите. Каде настануваат проблемите со дијабетот? Каде на ова ниво дијабетот почнува да влијае или која е, така да речеме медицински, ако се изразиме, патогенезата на оваа состојба? Вака, дијабетот е практично, веројатно сте зборували и на минатите емисии, представува епидемија на 21. век. Така. Бројот на пациенти со дијабет се повеќе и повеќе се зголемува, посебно последните 2 децении. Да. Представува една епидемија која што се шири упорно, посебно со современиот начин на живење. Инаку во основа станува збор за системско заболување, кое што се карактеризира, не знам дали е спомнато, се карактеризира со афектирање, односно со зафаќање да повторим обавезно големи крвни садови, значи макроангиопатии и микроангиопатии. Така. На ниво на микроангиопатии спаѓаат оштетувањата токму на овој гломерул, односно вас аференс и вас еференс,
Така. Додека исто така сте спомнале во едни од емисиите, на ниво микроангиопатија спаѓа и ретинопатијата, За тоа зборував. и сте зборувале, и исто така спаѓа и невропатијата, каде што практично имаме оштетување на периферните ситни нерви, каде што немаме доволна вазоконстрикција, односно стеснување и ширење вазодилатација на периферните крвни садови. Така да често пати се случува да овие пациенти што се со диабет може да имаат изгореници на ногата кои што настанале како резултат на тоа што не ги чувствуваат, односно заради тоа што диабетот ги оштетил нервните влакна. Сега на ниво на бубрек, односно на ниво на нефрон или на ниво на гломерул, што се случува? Тука имаме крвни садови, доводни и одводни. Имаме една мрежа која што е специфична и се јавува на единствено место во организмот, тоа е бубрегот. Добро. Кога ќе имаме диабет, односно пациентите кои што имаат диабет, структурата на ѕидот на овие крвни садови се променува. Врз основа на промената на структурата на ѕидот настануваат понатамошните проблеми. Да. Во зависност од времетрењето на диабетот, Кога отприлика манифестацијата може да биде порана или покасна. Сега тука за појавувањето на симптомите кај бубрезите практично повеќе фактори се испреплетени. Има одредени генетски фактори кои што се вклучени, има одредени фактори на метаболизмот кои што се вклучени. Посебно е типично на целуларно ниво што се случува практично таложење на мезангиум во мезангијалниот простор на овој гломерул, се случува таложење на материи кои што ги викаме ние колагени. Тоа се еден вид на обработени протеини, еден вид на сврзно ткиво, кое што практично ја нарушува и ја пореметува функцијата на гломерулите. И на крај, со тек на време, добиваме, односно доаѓаме до една состојба да гломерулите се стануваат еден по еден постепено нефункционални, така да диабетичарите веднаш не заболуваат од бубрезите, но со тек на време, едно 10 до 15 до 20 години, зависно од генетските фактори, зависно од другите фактори, како што се артериска хипертензија, дали е добро контролирана, начинот на исхрана, нивото на кој што е многу важен, нивото на диабетот, дали е добро контролиран, сето тоа влијае на степенот на прогресија на ова така наречена, сега се нарекува веќе диабетична нефропатија. Не значи дека сите пациенти ќе развијат диабетична нефропатија, но има пациенти кои што развиваат диабетична нефропатија многу брзо. Заради тоа многу е важно контролата на прво шекерот, на нивото на тој хемоглобин А1C кој што го следат ендокринолозите, но исто така е многу важно следење на крвниот притисок кај пациентите, следење на параметрите кои што ги гледаме преку урината и така натаму. Примарно и принципално што се случува практично таложење на колаген во мезангијалниот простор и на тој начин гломерулите еден по еден или во група стануваат нефункционални, со самото тоа бубрезите стануваат нефункционални и влегуваме во така наречена диабетична нефропатија која што со тек на време доведува до хронична бубрежна болест, зависно од кој стадиум ќе биде. Да. Сега да ве прашам, дали пациентот може да осети или кој е знакот или има ли воопшто начин пациентот да осети дека има проблем со бубрезите или тоа се прави само ако отиде на лекар? Тоа е и маката кај бубрезите. Практично проблемите со бубрезите не се манифестираат се додека не се во една фаза која што е така поодмината фаза. Не боли тоа, така? Воопшто не боли. Значи, и заради тоа што не боли, често пати се случува да се пренабрегне како проблем. Но, појавата на висок крвен притисок, појавата на отоци на нозе, појавата на отоци околу очите, периорбитални отоци, више се знак, особено кај пациенти со диабет, ќе бидат знак дека можеби нешто се случува на ниво на бубрезите. Заради тоа, практично ние имаме многу тесна соработка со колегите ендокринолози, кои што ни праќаат пациенти со диабет, дали тип 1 или тип 2, за да бидат проследени од нефролошки аспект, односно за да ние можеме да ја следиме и да ја процениме нивната ренална функција. Кога ќе ја процениме реналната функција, можеме да дадеме, односно обично даваме соодветна терапија и на тој начин се обидуваме да помогнеме на колегите ендокринолози како во следењето на пациентите со диабет, така и да се одложи прогресијата на заболувањето. Со која динамика еден пациент со диабет тип 1 или тип 2 треба да прави контроли на бубрезите? Еднаш годишно, два пати годишно, или тоа вие треба да им го кажете? Што да очекува? Постојат повеќе параметри
кои што се индикатори за потребата од следење на нефролог. Еден од тие параметри се така наречената гломеруларна филтрациона рата. Тоа е практично степенот, односно количеството на филтрирана материја, сега да речам, низ гломерулурите за одреден временски период. Гломеруларна филтрациона рата. Врз основа на гломеруларната филтрациона рата, ние нарекуваме ГФР, можеме да одредиме дали има пореметување на реналната функција до одредено ниво, или дали е тоа почетно ниво, дали е несимптоматско ниво, или пак е некое ниво кое што е степен кој што е напреднат. Врз основа на тоа ја дефинираме така наречената диабетична нефропатија. Така. Секако постојат и други параметри, многу е важно да се проследат и уринарните параметри. Од уринарните параметри најзначајно е постоењето на протеини во мокрачето. Да го отвориме сега тоа прашање. Првите знаци и првите не се симптоми, бидејќи не дава болка, никакви симптоми немаме. Еден од првите знаци е појавата на протеини во мокрачата. Протеините во мокрачата на почетокот може да бидат во трагови, или да има една фаза на оваа диабетична нефропатија која што се вика нон-албуминурична диабетична нефропатија, кога немаме практично протеини, но или тие се во нормално ниво. Ама ГФР почнало да ГФР-то и тоа е нормално, но гледаме протеини во мокрача во трагови, тоа не би требало да има и во тој случај треба пациентите да се следат. Следењето во што се состои? Се состои во контролирање на артериската тензија, бидејќи во тој момент што се случува? Се случува зголемување ради трупањето на колагенот во гломерулот, се случува зголемување на притисокот на ниво на гломерул, како на вас аференс, така на вас еференс или на одводниот дел. Со зголемувањето на притисокот практично доаѓа до зголемена филтрација и во тој случај може да се појави филтрација на одредени протеини, кој што период ние го викаме појава на микроалбуминурија. Тоа е микро, повторно нема симптоматологија. Следењето на микроалбуминуријата е многу важно заради тоа што практично ни дава информација за на кој начин и со кои лекови ние ги третираме овие пациенти. Така да кај овие пациенти кои што се со микроалбуминурија, обично започнуваме со третман на хипертензијата со така наречени АК инхибитори или ангиотензин конвертирачки ензим инхибитори, или со ангиотензин АРБ блокатори, значи ангиотензин рецептор блокатори. И на тој начин настојуваме да оваа микропротеин, микроалбуминурија ја спуштиме, односно ја намалиме на што е можно по-ниско ниво. Понатаму, пациентот значи се исследува и доколку постои понатамошна прогресија на заболувањето, во тој случај повторно ги следиме протеините во мокрачата, но постои едно испитување кое што се нарекува 24-часовна протеинурија. Во 24-часовната протеинурија практично ние следиме колку имаме елиминација на протеини, изразено во грамови сега, не е микроалбуминурија, не е грамови веќе, на литар мокрача. Може да се случи да на литар мокрача има пациенти кои што губат и до, сега ова е напредната стадиум, до 4, 5, 6 грама на протеини, што е едно значително ниво и кое што веќе би требало да даде симптоматологија. Симптоматологијата би била отоците, кои што ќе бидат некардиогени отоци, односно така ги викаме од ренално потекло, периорбитални отоци би можеле да се јават, и исто така би дале еден висок притисок, една целокупна дисфункционалност заради недостаток на вкупниот нивото на протеини во организмот. И сега тука веќе фактички навлегуваме, чинам, малку по малку во фазите на хроничната бубрежна болест. И дали можеме да ги објасниме колку се тие фази, кои се фазите? Можеме да отидеме и на следниот слайд со цел да малку, тоа беше објаснувањето за протеиnuријата, што веќе го кажавте, но можеме тука и да почнеме да го објаснуваме моментот на хроничната бубрежна болест. Овдека значи ја гледаме причините кои што може да доведат до протеинурија, тие се различни, но бидејќи денеска зборуваме за дијабетот, станува збор практично за едно системско заболување, кое што системско заболување може да доведе до појава на протеинурија. Со самото тоа може да доведе до појава на прво хронично бубрежно заболување. Хроничното бубрежно заболување е поделено во повеќе фази, од кои што иде од поголемата кон пониската. Значи поголемиот стадиум, стадиум 5, е хронична бубрежна болест кога бубрезите се веќе терминално оштетени, односно се нефункционални
Да. И тука ви ја спомнав таа гломеруларна филтрациона рата како маркер, односно како мерка која што ни дава индикатор дека пациентот, односно бубрезите се оштетени прилично напреднато и дека пациентот потребно е да добива така наречена ренално заместителна терапија. Тоа го правиме кога ГФР ќе падне под 15 мл на минута. Да. Потоа имаме стадиум 4, тоа е предтерминален стадиум. Стадиум Така. 4, во кој што стадиум 4 практично гломеруларната филтрациона рата е помеѓу 15 и 30 мл на минута. Добро. Во тој случај бубрезите се оштетени до одреден степен, постои протеинурија до одреден степен, но ние интервенираме медикаментозно. Така. Не правиме интервенција во смисла да треба да правиме диализа, Нема туку третираме медикаментозно со таблетарна терапија, со коригирање на факторите кои што доведуваат до прогресија. Така. Корекцијата на факторите кои што доведуваат на прогресија секако се хипертензијата, соодветното контролирање на шекерот, Така. следењето значи на гликемијата, следењето на хемоглобина А1С, контролирање на сите останати параметри, инфективните параметри, бидејќи кај диабетичарите, веројатно сте спомнале на претходните емисии, во мокрачата има поголемо количество на глукоза. Поголемото количество на глукоза шекер представува една поволна средина за развој на бактерии. Често пати кај овие пациенти се развива и уринарна инфекција, посебно кај оние кои што имаат лошо контролиран диабет. Исто така во оваа фаза и во претходните, во фазата 3 и фазата 2, можеме да влијаеме преку диететскиот режим. Многу е важно начинот на исхрана кај овие пациенти, посебно овие пациенти кои што има разлика начинот на исхрана, пациентите кои што се пред диализа и пациентите кои што се на диализа. Тука вие сте еден експерт кој што може прилично да придонесе. Значи, начинот на исхрана, внесот на количеството на протеините, внесот на минералите, кај пациентите во стадиум 4 може да дојде до појава на хиперкалиемија, која што хиперкалиемија ќе доведе до една аритмија. Аритмијата може да има последици како, бидејќи диабетот дава последици на големите крвни садови, значи ќе даде последица на срцето. Аритмијата може да доведе чак и до фатални исходи. Може да доведе до потреба од стентирање, потреба од бајпаси, така да сите овие компликации се среќаваат кај диабетот и тоа се прилично напреднати заради тоа што практично имаме се бориме со едно системско заболување кое што делува на ниво на сите крвни садови. Така. Сега век малце тргнавме одназад, значи пред стадиум 4 е стадиум 3. Во стадиум 3 што се случува? Гломеруларната филтрација е помеѓу 30 и 60 мл на минута. Така. Има некои нови класификации кои што стадиум 3 го поделуваат на стадиум 3А и стадиум 3Б, кои што имаат финеси и детали, но принципот тука што е? Принципот е дека имаме одреден степен на покачување на уреата и креатининот, тоа се распадни продукти на протеините кои што се елиминираат преку бубрезите. Значи бубрегот не елиминира протеини, но елиминира распадни продукти од протеините, уреата и креатининот. Доколку уреата и креатининот не се елиминираат, тие остануваат во крвта. Секое нивно покачување е индикатор, симптом за хронична бубрежна болест. Гломеруларната филтрациона рата практично, ГФР-то и клиренсот на деградационите продукти практично ни даваат информација за функционалноста на бубрезите. Уште во овој период, во овој стадиум е многу важно да пациентите веќе редовно доаѓаат и се следат. Тука веќе на Значи, третиот стадиум пациентите би требало редовно еднаш месечно да бидат следени од нефролог. И еднаш месечно, значи, да. Еднаш месечно во зависност од нивото на креатининот. Сепак, нашите колеги интернисти исто така треба да бидат подготвени да следат и да водат пациенти кои што имаат одреден степен на покачување на уреата и креатининот и на тој начин да се олесни притисокот кој што го имаме ние како нефролози, заради тоа што прво сме со мала бројка на субспецијалисти, второ голем е бројот на пациенти кои што би ги имале овие параметри. Практично во светската јавност се постави прашање, чекајте се, ако сите вие ги броите хронична бубрежна болест, тогаш практично целата популација има одреден степен на бубрежна болест, што е прилично точно, но бубрежната болест може да се следи и кај матичен лекар, кога е први и втори стадиум, и кај матичен интернист, кога е исто така први и втори стадиум. Третиот стадиум препораките се да има веќе направено минимум консултација со нефролог и подоцна евентуално зависност од компликациите да биде следен од или од матичен интернист или од матичен нефролог. Многу интересно е за диабетичари, треба да се каже, бидејќи збориме за оштетување на крвните садови, нели? Ние кога ги подготвуваме пациентите како напредува болеста,
Така. А таа напредува со одредена динамика која што нашата улога е да ја Успорим, забавиме. да, колку Ние што не може. можеме да кажеме дека можеме да ја излечиме влијанието на дијабетот кај овие Така е. пациенти, бидејќи станува збор за едно системско заболување кое што секогаш влијае и продолжува да влијае. Да. Овие пациенти обично со текот на времето добиваат многу компликации. Ретинопатии, периферни невропатии, мозочни удари, срцеви компликации со потреба од стентирање, потреба од бајпасирање, Коморбидитети што велиме медицински. коморбидитети во смислу на диабетично стопало и така натаму. Да. Тоа се компликации кои што бараат долгорочно следење и бараат еден здравствен систем кој што практично на овие пациенти ќе им овозможи Да. како следење на параметрите лабораториски, клинички и останати, така и да им овозможи начин на соодветна исхрана, начин на соодветно згрижување на компликациите, на пример третман на промените на стопалото кои што би доаѓале од на запад имаат подолози, ние тие не ги гледаме, има потоа пациентите со дијабет одредени, оние кои што имаат одредено осигурување добиваат третман на педикир кој што ги соодветно ги заштитува да не се развијат инфекциите и кои што секогаш не одат на ендокринолог или не одат да бидат одма третирани од нефролог. Така да тоа е потребата која што би требало ние со тек на време да ја развиеме и да го знаат овие пациенти. Овде не станува збор за една интервенција која што може да се реши денес така, преку ноќ. И да прекине. Да. И да прекине. Станува збор за една долгорочна работа која што треба да се следи и да се одложи при стигнувањето и доближувањето до најлошата фаза, односно терминалната фаза на бубрежната болест, стадиум 5, кога практично на пациентот му е потребен третман со дијализа. Да го отвориме тоа прашање. Сега. Ги поминавме 5 фази, прва, втора, трета, четврта, петта. За жал болеста прогредирала, дојдовме до точка на дијализа. Во некои податоци имам од европските осигурителни компании дека практично, односно од здравствените системи по Европа, дека практично околу 3% од буџетот на здравствените системи во Европска Унија се користат за дијализни пациенти. Тоа се многу пари. Да. Дијализните пациенти во западните земји со современ начин на живење, посебно во Америка, зафаќаат околу 40 до 45% се со дијабет. Да. Дијабетичната нефропатија доведува значително и драстично до развивање, посебно во Америка, и ради начинот на исхрана и начинот на живење и начинот седантерните, повеќе причини се. Но во Америка бројот на пациенти кои што се на дијализа, а се со дијабет е околу 40%. Во Европа бројката се движи меѓу 20 и 25%, до некои земји и до 30%, помалце. Кај нас, јас од кога сум се занимавам со проблематиката, практично бевме на една бројка од 10% пациенти со дијабет кои што се на дијализа, да сега сме на едно 20% од пациентите со дијабет да бидат на дијализа. Значи, бројката на пациенти расте, која што доведува до терминална бубрежна болест или стадиум 5. Значи, пациентите кои што се на дијализа со дијабет значително растат. И веројатно ќе растат и понатаму, бидејќи ние ги фаќаме западните трендови. Да. Сега, што е проблемот кај нив? Кај нив е проблемот што се јавуваат многу компликации. Компликациите, посебно, ние со кои што се сретнуваме, а и сите модерни здравствени системи е васкуларниот пристап. За дијализа нас ни е потребен васкуларен пристап, потребно ни е, значи, пациентот да можеме да земеме, да ја извлечем апаратот да повлече крв, да ја прочисти низ одредена мембрана и повторно да ја врати. Крвта ја превзимаме од така наречен васкуларен пристап. Но што ни се случува? Се случува кај овие пациенти, бидејќи се променети структурата на ѕидот на крвните садови, заради различните пореметувања на колаген 1, колаген 2, 3, 4, заради се таложат, сето тоа заради дијабетот, да имаме пациенти со кои што ние практично не можеме да им обезбедиме васкуларен пристап. Со самото тоа не можеме да им дадеме дијализна сеанса, со самото тоа се зголемуваат можностите за компликации кај овие пациенти, кои што би се манифестирале со хипертензија, со развој на белодробен едем, со развој на мозочни удари и практично смртноста кај пациенти со дијабет кои што се на дијализа е поголема од пациентите кои што се нон-дијабетик, како што ги викаме, токму ради овие компликации. Сега, постојат повеќе модалитети
за дијализа кој што моделитети на заместителна бубрежна терапија. Значи покрај дијализата има така наречена перитонеална дијализа. Тоа е нели прашањето кога пациентот ќе рече на едната рака има пристап од тука, па нешто се зезна, не може повеќе, не функционира, па мораме да преминеме на другата рака, па и таму ништо не бива. И сега што да правам следно? Доаѓаат пациенти и прашуваат сега како дијализата, или на кој викаат, начин? овде имав 3 пристапи, сите се расипаа, овде имав 3 пристапи, сите Тука се велиме расипаа и повеќе. Значи ние сме направиле максимум, нашите хируршки оператори направиле максимум да обезбедат васкуларен пристап, но ради природата на болеста тие се расипуваат. Така. Опцијата е или да се направи перитонеална дијализа или да се направи трансплантација на бубрезите. Сега, перитонеалната дијализа е специфична метода која што е развиена во земји каде што практично повеќе се вреднува раката на медицинскиот персонал. Така. Имено, перитонеалната дијализа се прави дома, не ви се потребни медицински сестри, се прави сам. Практично пациентите ја прават сами во домашна атмосфера. Добро. Потребно е одржување на хигиена и потребно е добра обука да има цел сет на капачиња, цел сет на конектори кои што треба да се одржуваат чисти. Практично пациентот треба да има една добра хигиена и услови за да може да ја прави. Овие честопати диабетичари кои што или кога немаме пристап, не можеме да обезбедиме добар пристап кај нив, можеме да ги префрлиме на оваа перитонеална дијализа која што е прилично добра метода. Може ли долгорочно пациентот да биде на перитонеална? Може да биде долгорочно на перитонеална, 5 до 10 години без никакви, имаме пациенти кои што имале никакви или минимални проблеми, со тоа што тие треба да се добро навежбани, добро натренирани и да си го спроведуваат тоа сами. Сепак, бидејќи тука дијализата се прави преку перитонеалната така наречена марамица или перитониум, Така. перитониумот со тек на време настануваат и кај него промени во смисла да се јавуваат сврзно ткиво, односно фиброзира. И на тој начин измената, односно брзината на прочистување спаѓа се во со текот на времето. Така да најдобро решение за пациентите би било да им се направи трансплантација. Сега Доаѓаме до големото уште едно прашање. прашање, Да, дали? доаѓаме до големото прашање. Па и реков и нели на самиот почеток на емисијата дека тоа е тој нормален след кој што досега го следиме. Почевме од сосема здрав нефрон, од сосема здрав гломерул, па кои се тие последици кои што ги има дијабетесот врз него, прва, втора, трета, четврта, петта фаза на бубрежна слабост, стасавме до хемодијализата. И сега доаѓаме до големото прашање на трансплантацијата. Тука имаме многу што да разговараме. Како е на почетокот да речеме како е вообичаено поставена трансплантацијата во светот, во една европска земја, а како е кај нас? Во сооднос, например, да зборуваме кадаверична наспроти останатата. добро, вака, Ако тргнеме од епидемиолошките карактеристики. во трансплантацијата практично представува една постапка или еден процес кој што ја отсликува организираноста на здравствениот систем. Целост. Целосен здрав, бидејќи тука се уклучени повеќе алки карики од здравствениот систем кои што треба да функционираат скоро перфектно, бидејќи ништо не е Безпрекорно, перфектно, треба да иде или безпрекорно или перфектно. Во светот бројот на во повеќето западни земји е подобро развиена трансплантацијата од почина дарител, така наречена кадаверична трансплантација. Тоа е една процедура која што практично бара висок степен на организација, висок степен на планирање, висок степен на комуникација и поврзаност меѓу системите. И ние сме свесни за постоење на такви големи системи кои што се нарекуваат Евротрансплант, кои што се нарекуваат Франс Трансплант, во Америка е исто така посебен, каде што практично се случува процес прво на рекуперирање, односно на подигнување на детектирање на потенцијален донор, Да. о прелевирање, превзимање на органите од потенцијалниот донор, дистрибуција на органите каде што може да има потенцијален примател, хируршки зафати и пред и после и подоцна следење на трансплантираните пациенти. За сето тоа треба една организација на вистина високо ниво, така да практично има одредени трудови, одредени текстови кои што организираноста на здравствениот систем ја мерат според бројот на Како индикатор. индикатор према бројот на
остварени кадаверични кадаверични. трансплантации Едно од прашање. починал дарител. Едно прашање овдека. Може ли Македонија со големината колкава што ја има под 2 милиони да функционира со ваква трансплантација надвор од Евротрансплант? Па ние и сега функционираме надвор од Евротрансплант. Добро, но во смисол на негубење на органи, на еден степен на функционалност, на вмреженост. Во однос на големината на земјата, можеме да споредиме, Словенија е околу 2 милиони, па е дел од Евротрансплант. Така да практично потребата е да се практично има барање, односно има стандард индикатор за да бидете дел од целото тоа семејство, потребно е да имате околу 8 починати дарители на милион жители, што би било 16 починати дарители годишно и одредени други параметри кои што ја следат степенот на организираноста на системот. Интересно е, бидејќи зборуваме за дијабет, интересно е тоа што кај пациентите со дијабет, така, најдобро е да се направи и во последно време се прави во светот блок трансплантација, односно во исто време се трансплантира бубрек и панкреас заедно. На тој начин пациентот го ослободувате и од дијабетот, и од реналната инсуфициенција, од бубрежната инсуфициенција. Тоа е една комплицирана, тешка хирургија, изворедно, која што треба да биде добро организирана, која што треба да даде, бидејќи панкреасот не е орган кој што може да се донира од жив дарител, секогаш треба да имаме систем кој што ќе го детектира, да го открие навреме, да го превземе, ќе го детектира и да би направил таква, би се остварила таква блок трансплантација која што практично би дала голем бенефит за пациентот, бидејќи во исто време би го ослободиле и од дијабет, би го ослободили од ренално заболување. Сепак не е процедурата, ја се викам како да менуваме гуми, бидејќи потоа има следење. Тука сакав да. Не се заврши операцијата, па готово пациентот да ми помисли дека сите проблеми и компликации му завршиле. Има терапија, има лекови, има следење, параметри кои што се следат, така да често пати луѓето мислат дека ќе завршат, па ќе си одат и више и готово, немаат потреба од здравствениот систем или од докторите и бегај да не ги гледам. Што е тоа што му треба на еден пациент како подготовка во пред да биде извршена трансплантацијата, а после ќе го одговориме и прашањето што е тоа па што следува потоа. Оти луѓе некогаш па и се плашат, мислат на каква терапија ќе бидам јас ако ми извршат трансплантација, да не биде тоа многу проблематично, морам ли, треба ли, така да го фатиме моментот пред трансплантација и после трансплантацијата. Добро, подготовките се со прилично една батерија на испитувања кои што треба да се направат. Така. И практично од кога ќе се направи батеријата на испитувања, кога ќе ги имаме сите податоци, тие би требало да се внесат во еден информатички систем, кој што информатички систем би требало да направи мечинг кога ќе се појави потенцијалниот дарител, односно кога ќе се појави потенцијалниот орган. Така. И во случај врз основа на тоа да се дистрибуираат органите на потенцијалните приматели. Сепак подготовката практично е чисто исследување, доколку има одредени фактори да се земат во предвид и доколку има одредени проблеми да одредени пациенти се исклучат, односно не се запишат на листа на чекање, бидејќи често пати не можеме да ги запишеме сите пациенти на листа на чекање, посебно оние кои што имале преканцероза, оние кои што имаат ниска прогноза на живот, оние кои што ниска прогноза на преживување, оние кои што имаат ниска, како да кажам, функционалност на срцето, односно ежекциона фракција пониска, кој што практично оперативниот зафат би бил еден ризик. Тие луѓе ги повеќе би ги ставиле во ризик отколку да видат бенефит од целокупната постапка. Така да батеријата на испитување оди во тој правец. Потребно е да пациентите ги завршат тие испитувања и доколку практично го положат тестот, да речеме дека го положат тестот, може да бидат дел од луѓето кои што би ги рекле чекачи, односно да бидат на листи. Сега специфично е тоа што е многу важно да се има соодветни листи на чекање. Листа на чекање за панкреас и бубрек би требало да биде водено од клиниката за ендокринологија. Листа на чекање за црн дроб би требало да биде подготвено од гастроентерохепатолози. Така да целокупните листинзи е многу важно да постојат, да ги има
Исто така многу важно е да се одржуваат, бидејќи ви имате пациент, имаме пациент многу интересни прашања. кој што во текот на годината додека вие сте го запишале на листата, на пример направил нов мозочен удар или имал некој инфаркт или не може нешто комплицирано, и во тој случај треба да се нотира и има одредени кои што би испаднале од таа листа или развиле некаков малигном, некој карциноза и така натаму. Како изгледаат тие листи на чекање? Тоа е во форма на ранг листа? Да, кој е следен за да би бил... Не, пациентите се практично испитани, се имаат документите за испитувањето и практично би требало врз основа на типизација која што се прави, HLA типизација така наречена, врз основа на типизацијата се одредува кој кој орган најприближно би одговарал на одредена особа. Подоцна постојат и посебни индикатори, бодирања би требало да постојат, кои што практично одговараат некогаш и на етички прашања. Сега, например, вие доколку имате млад пациент, не би било етички да му се даде орган од возрасен донор. И одредени други прашања кои што практично се решаваат врз основа на стандарди од Евротрансплант, односно од европските земји. Сепак, реално е да се каже дека потребно ни е да го напредиме целокупниот овој систем, во смисла на тимска работа, во смисла на број на соработки кои што би ги имале со земји каде што тоа е добро развиено. Треба да се напомне Хрватска како една земја лидер во светот и во Европска унија и во светот, а наша блиска соседна земја со која што ние би требало да соработуваме поедноставно во однос на пример доколку би требало да соработуваме со една Франција или со Америка, бидејќи Хрватска е прилично блиску. Имаме добри релации, има и наши доктори кои што се таму отидени привремено, така да тоа би било начинот на кој што би требало да влијаеме да го подобриме целокупниот систем и да ни се олесни. И уште нешто би ве прашал како за крај, што е тоа што им следува нели на тие пациенти со трансплантирани органи, да го прикажеме моментот за пациентите да знаат на каква терапија остануваат, што значи имуносупресија, да го преведеме и тој термин. Видете, многу е поедноставно за пациентот и квалитетот на живот е значително подобрен. Отколку да е на хемодиализа. Отколку да е 3 пати неделно по 4 часа на диализа. Така. И да има проблеми кои што се јавуваат со диализата. Квалитетот на живот се подобрува драстично. Така. Практично незамисливо. Да. Заради тоа што тие пациенти почнуваат да се движат, да патуваат, не зависат од апарати, не зависат од никаква организација, зависат од навремено пиење на апчиња. Така. Бројот на апчиња не е поголем од 5 до 8 апчиња наутро и 5 до 8 апчиња навечер, што не представува ништо посебно врз основа на она друго на кое што го прават. Да. За пациентите кои што имаат потреба од црн дроб, практично представува живот. Бидејќи готово, да, така. Црниот дроб не можеме да го заменуваме, немаме апарат за замена на црниот дроб. Има апарати за привремена замена на црниот дроб, но сепак практично значи живот. За пациентите на кои што им треба срце, практично значи живот. Да. Така да, колку и да е комплицирана таа имуносупресивна терапија, е многу поедноставна и дава подобар квалитет на живот во однос на терапијата која што била претходно и во однос на квалитетот на живот кој што бил претходно. Секако, секоја терапија има проблеми, дава мани, треба дозирања, треба и може да се појават различни интеракции, како со храна, како со други медикаменти. И заради тоа тие пациенти се следат редовно, но обично после 2 до 3 години од како добро функционираат органите, следењето станува еднаш годишно. Да. Во Европа имате и цели невладини издруженија, асоциации, чак има и планинари кои што го освојуваат. Последниот пат беше го освоја Мон Блан на Алпите, пациенти кои што со трансплантирани органи, без некои брзања, напори страшно, но сепак е напор, но е значително и тоа тие го направи со цел да се промовира органодарителството, да се промовира развојот на целата оваа процедура, што е практично една круна на медицината, односно тоа е врвот кој што можеме да го и не за џабе направиме. Да, и не за џабе, нели како што кажавте, дури и целосни здравствени системи ги ставаат под индикатор токму на бројот на трансплантации. Колега Николов, многу ви благодарам. Ми летна времето, да, значи благодарам за поканата, може не се дозборивме, имавме уште. Не, има уште многу дефинитивно, времето ни е ограничено, но во наредна прилика повторно ќе разговараме. Уште еднаш ви благодарам што ја прифативте поканата. Ви благодарам и на вас уште. Зборувавме за зафаќањето на очите
од дијабетесот, денеска зборувавме за зафаќањето на бубрезите од дијабетесот. И двете се повеќе од доволно за да не подсетат. Дијабетесот бара дисциплина. И како што кажавме минатиот пат, повторно да се подсетиме. Дисциплина во начинот на исхрана, дисциплина во физичката активност, дисциплина во терапијата која што ни е препишена и дисциплина во редовните контроли. Редовните контроли денеска особено ги зафативме од аспектот на здравјето на бубрезите. Ви благодарам многу за вниманието, повторно ќе се навратиме на оваа важна тема и повторно ќе истакнеме што треба да прават пациентите за да останат здрави. Голема благодарност до Алкалоид и до Авицена, бидејќи го поддржуваат овој проект. Пријатен ден!